Нова официјална потрошувачка кошничка изработува владата со цел да се добие реална слика за животните трошоци на едно просечно 4-члено семејство, истакна министерот за економија и труд Бесар Дурмиши. Во изјавата за медиумите министерот посочи и на позитивниот тренд со инфлацијата. Во месец јуни рече дека е забележено нејзино намалување од 0,8%, во споредба со мај кога изнесувала 1,5%. Пристапивме кон изработка на официјална просечна потрошувачка кошничка. Целта е едноставна и суштинска, да се добие реална и објективна слика за животните трошоци на едно просечно 4-члено семејство во земјата, што ќе се служи како темел за креирање на политики за заштита на животниот стандард, вклучително и за утврдување на минималната плата. Ова кошничка се темели на реалната структура на потрошувачка на населението, согласно официјалната анкета за потрошувачка на домаќинства спроведена од Државниот завод за статистика и е усогласено со европските и меѓународните статистики стандарди. Тоа ја прави релевантна, споредлива и најважно применлива во носењето на социјалните економски одлуки. На економски план охрабрувачки е што инфлацијата се намалува од месец јуни споредено со месец мај. Во месец мај имавме 1,5% инфлација, а во месец јуни се намалува на 0,8%. Со ова се очекува ситуацијата со цените да се стабилизира, потенцираше Дурмиши. Истакна дека целта на оваа влада е да се подобри животниот стандард на граѓаните. Ова укажува на стабилизирање на цените и очекуваме позитивни трендови да продолжат преку координирани политики со Народната банка и Министерството за финансии. Нашата заложба останува јасна. Економски раст, заштита на работниците и подобрување на животниот стандард. Верувам дека преку конструктивна соработка со сите социјални партнери ќе донесеме одлуки кои се во интерес на граѓаните. Ќе влезат трошоците за облека, ќе влезат трошоците за здравство. Во тек на времето ќе бидете известени и ќе го имате документот и во своите раце, но ќе биде и достапен и за целата јавност. Според министерот Дурмиши се очекува стабилизација на цените, а со тоа граѓаните да имаат подобар животен стандард. Тој рече дека во новата кошничка има новитети кои ќе влијаат за ситуацијата.